само репродуцира. Нас ни треба, па таму има се и сешто. Секогаш една гарнитура е во сенка, кога нивните политичари се во опозиција и се менуваат. Ние имаме ситуација во која колеги или актуелни бивши колеги на господинот Бачев ги нудат своите услуги на политички партии. И тоа се случува од избори на избори. Значи, нас ни треба трансформација на тие служби, демократски механизми, службите да си ја вржат својата работа во рамките на строго утврдени. Дали има публиката прашање? Дали младите имаат прашање, ве молам? Да? Ајде да со младата студентка од Скопскиот универзитет, журнализам. Ајде побрзо малце, кај ви е младост? Јас сакам да прашам до кога ќе продолжиме ние да се расфрламе со едно зборче што го имаме средното многу од нас само у речниците демократија, во позадина ќе се следат некои што имаат различно политичко мислење од власта и дали ќе го зборуваме законот за лустрација се до тогаш додека не биде изфилтриран сосема, па вистинските кодоши да бидат изоставени од него. И докога ќе оставиме да важи таа македонската приказна еден македонец војвода, двајца војвода и комита, тројца војвода, комита и кодош. Добро. Можеме тука да влеземе во дискусија. Петровски, најблиску сте до генерација. Значи, ова прашање е дефинитивно на она линија која што мислам дека треба ние да ја уважиме како држава, ако сакаме да го заокружиме овој процес прецизно и треба да има две поенти. Не може да се задржиме на лустрација која што ќе биде само во службите и тесна, која што ќе ги амнестира странските служби и општествените активисти, кои што ги има секаде од новинари до академици. И втора работа, ако биде широк тој процес и ако се расшири тој процес, дури тогаш но праведно да се расшири, значи да не биде ловна вештерки, па сега не му се допаѓа на комисијата некој академик, па ќе го лустрираме, односно ќе го обвиниме неправедно. Значи, ако се утврди механизм кој што може фер и праведно да го прочисти системот, доаѓаме на втората поента, да почнеме Македонија конечно да ја демократизираме, веќе во Македонија на вистина нема демократија, се следат млади луѓе, луѓе како вас, ако изразат политичко мислење, пред само 10 години им е водено досие за нарушување, односно насилно обидување за насилна смена на уставниот поредок. Значи, мора да ја поврземе оваа борба на лустрацијата со борба за демократија и слобода на мислењето. Тие не се одвоени и затоа мислам дека македонската нација, при нација мислам на сите што живеат во Македонија, чека една катарза. Инаку сме сите доведени во ќош и се плашиме кој не гледа од лево или од десно. Костова, Руси? Бидејќи на почетокот говоревме како се давани имињата, нели? Еве земете, досието, односно штабот на ВМРО имал псевдоним Дувло. Значи, за тие структури од комунизмот, една опозициона партија со која ја немам заеднички точки, но ги асоцира на Дувло, значи мисли некој радикално поинакво од нив. Меѓутоа, кога неколкумина спомна соработници на странските разузнавачки служби. Да, окей, но мислам дека кога ќе споменат соработници на странски служби, се мисли веројатно на соседниве држави. Но во Македонија е прашање